Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Во последните денови, пред најзначајната одлука во историјата на независна Македонија, Христијан Мицковски се обидува да ја напаѓа македонската иднина. Во вчерашното обраќање, Мицковски се обиде да ги оспори сите важни случувања од поновата историја кои на Македонија и донесоа мир и стабилност. Дали Мицковски смета дека во турбулентните 90-ти години не требаше да влеземе во Обединетите нации? Дали според Мицковски во 2001 година не требаше да се случи рамковниот договор и не требаше да се запре воениот конфликт? Дали на Мицковски му пречи силната поддршка на Република Македонија, која ја добива од целиот свет? Настапот на Мицковски покажува дека тој има проблем со подобрата иднина и перспективите што се отвораат пред граѓаните на Република Македонија. Зошто Мицковски не сака Македонија да оди напред и зошто работи против македонската иднина? Никаде досега не е познато лидер на политичка партија да нема став по најважното прашање за иднината. Никаде не се видело лидер на најголемата опозицијска партија да не сака да ја види својата земја да чекори напред кон подобра иднина. Очигледно е, Мицковски не сака Република Македонија да успее. Мицковски може да биде уште порадикален. Може да фрла со дрва и камења кон македонската иднина. Но за среќа, Мицковски не е тој кој одлучува. Одлучуваат граѓаните на Република Македонија, чие мнозинство е силно определено за иднина во Европската Унија и НАТО. Одлучуваат граѓаните кои ќе излезат и ќе гласаат на 30 септември. Одлуката ја носи огромното мнозинство, кој ќе каже за Европска Македонија. Мицковски очигледно останува изолиран на бранникот на криминалите. Ви благодарам.